Добро вечер, почитувани гледачи, почитувани браќа и сестри македонци и македонки. И вечерва сме повторно заедно со вас со едно интересно и горливо прашање за нас од суштински аспект македонското прашање. Меѓутоа, и во политичката теорија и мисла, значи постои по таа синтагма македонско прашање и е едно од оние прашања кои што во теоријата и практиката, односно политичката теорија и практика, се третираат како еден корпус на политички прашања за кои што политиката единствено има надлежност. Може би тука би зборувале и за малку поголема проширеност, нели, па би рекле и политичката наука. Меѓутоа, како една извршна крајна дистанца на овие политички прашања, се појавува политиката, односно политичката пракса во системите кои што во земјите и во државите се всушност владини системи, значи извршната власт, каде што се решаваат на политички начин одредени политички прашања и каде што се носат политички одлуки. Нашето искуство на македонскиот народ и на Македонија со такви политички одлуки и политички решенија на горливите политички прашања е негативно. И ние од тој аспект сме зборувале континуирано низ изминативе години, особено со нашиот горлив проблем, односно така нареченото македонско прашање. Меѓутоа, вечерва, она на кое што би укажала, а сметам дека е важно и дека не е третирано во многу аналитички пристапи и искажувања, изнесувања мислења или дебатирање и анализи од домашните пред се аналитичари или политичари, како и да ги искажеме, дури интелектуалци и мислители, е да го објаснат ова дефиниција, нели, на политичките проблеми, односно политичките прашања во контекст на денешните искуства, во контекст на пошироката геополитичка теорија и практика и од аспект на науката, која што има навистина докажен, потврден, еден издржан, стручен, пријатен начин на одговор, на решение на одреден проблем, кој што не се совпаѓа со политичкиот пријатен начин. И поради тоа, така и вечерва ја најавивме на оваа емисија повеќе да биде како една филозофска анализа на така нареченото македонско прашање и од аспект на филозофија на политиката, што е малку поразлично од она што е формулирано како политичка филозофија или политичка теорија и пракса. Тука има едни разлики, јас на тие би укажала, може и сега, може и во текот на вечерашното емитување. Меѓутоа, битно е, нели, со тоа би го почнале ова наше анализирање вечерва, дека за
така наречените политички прашања. Ниту еден, како да кажеме, тоа не е секаде прифатена доктрина. Меѓутоа, според доктрината на политички прашања, доколку таа на некој начин се почитува или усвои на некое политичко ниво, во таа држава, например, ниту еден суд не би се одважил, така да кажам, да донесува одлуки по едно такво прашање, и во многу случаи во кои што се појавува политичко прашање или се бара судот да донесе одлука или присуда за такво прашање, судовите се прогласуваат за ненадлежни, односно го заобиколуваат тој многу важен чекор од својата надлежност и на тој начин одбиваат да донесуваат било каква одлука по такво прашање. И сега гледано од аспект на нашето горливо македонско прашање, начинот на кој што се појавило, односно се наметнало, и причините поради кои тоа се појавило и стои отворено, и стоело отворено повеќе децении, еве да речеме веќе и повеќе. И сега со обидот во 2018 година, со конечната спогодба во Приспан, или така наречен Приспански договор, со кој што тоа се смета за затворено прашање, нели, така е смета политичката доктрина на политички прашања и на решавање на такви горливи прашања или спорови во овој случај. Ние имаме да поставиме, нели, прашања околу издржаноста, околу оправданоста и околу најважниот момент, околу прифаќањето на една таква доктрина, во овој случај веќе и на резултатот кој што произлегува од таа доктрина, да прифатиме дека македонското прашање, со кое што се уредува еден цел корпус на нашите атрибути, или на нашиот обстој, да биде затворено, да биде решено на ваков геноциден начин, а тука би спомнала и дека и во нашето соседство, мислам дека сега не можам да го спомнам името, меѓутоа еден исто така од оние кои што се обидуваат, нели, да проникнат во овие, како да кажеме, несовместности, нејасноти во политичката теорија и пракса, укажува и токму на тоа, а тоа го потврдува нашиот македонски пример, дека секогаш кога има конечно решение на вакво, на одредено политичко прашање или кое било отворено, и сега со тоа конечно решение се затвора, дека тоа конечно решение всушност може да се поведе знак на равенство помеѓу геноцид. Значи дека уште еднаш, а и ние тоа цело време како родолюби пред се, меѓутоа во овој момент и веќе зборуваме од аспект на филозофијата или науката, во која што се утврдени методологии како и на кој начин и треба да се решаваат одредени проблеми и прашања, укажуваме на тоа дека навистина постои една длабока откинатост или произволност, злоупотреба од страна на политичката теорија и пракса на она докажана, врвна и една чиста наука, која што нели се обидува да ги решава прашањата и проблемите на еден прифатлив, на еден дозволен и на еден пред се и легитимен и легален начин, иако во самата политичка теорија, значи таму се кажува дека не мора некое политичко прашање да се решава легално,
Меѓутоа, може да се има политичко решение на истото, што од друга страна ги придонесува за појава, нели, на нови проблеми, значи на нови нерешености на конечното решение, кои што понатаму секогаш оставаат простор на несигурност, значи на небезбедност, на нешто што е секогаш неизвестно и од каде што секогаш постои опасност за некои нови политички, јас би рекла, акробации или нешто што навлегува повеќе онаму каде што не сме и наметнување на некои нови проблеми и решенија кои што не се во сферата на вистината, на правдата, не се во сферата на легитимното и не се во сферата на прифатливото за суштински прашања и темели на нечiji опстој, како што е, например, на еден народ, како што е пример на македонскиот народ. Сега, понатаму во текот на емисијата може да ги пообјасниме некои работи, меѓутоа чисто се обидов на некомплициран начин да укажам на нешто со кое што ние секојдневно се среќаваме, проблемот што го имаме и како е тој решен под наводници, затворен под наводници, а всушност тоа решение македонскиот народ нели го прогласува за ништовно, значи за нешто што не е никакво решение. И сега прашањето е дали таквите решенија и одлуки, односно политички решенија и одлуки што се носат на највисоко ниво, државно ниво, во власта, во една земја, треба и понатаму, нели, да бидат одлуки кои што нема да бидат оспорувани, например, или нема да бидат отфрлени или прекршувани, затоа што се косат со многу воспоставени норми, во овој случај на меѓународното право, кои што владеат и се уште се на сила и во ден денешен, кои го уредуваат човековите права пред се, а овдека на друго ниво, значи на политичко ниво, се кршат со такви решенија. Значи тоа е еден проблем што во современиот свет го имаат државите, го имаат народите, општествата го имаат и во име на некои политики, нели, под превес на што поголемо остварување или овозможување за да се остварат нечии човекови права, дали на маргинализирани групи или на заедници во одредена држава, па дури нели со рамковниот се одеше да се уредат тие права со таков еден договор, кој исто е од овој тип, нели, на политички договор и геноциден, што е очигледно, зашто има и многу се искажуваат дури и луѓе кои што можеби сметале дека тоа е некој напредок, меѓутоа она што се покажува во праксата укажува дека тоа е нешто што ги создава и ги руши, нели, ги крши правата на народите, ги руши државите и таа пракса, политичка пракса, продолжува и еве од тогаш од 2001 година гледаме дека по 20 години повторно истиот модел владее и освен народот, родолюбите или правдолюбивите и оние кои што се навистина
стручни авторитети кои што не можат да одат против правилата на науката зад која стојат, нели, со целиот свој интегритет, другите како да не знаат всушност за што станува збор и како да не знаат што и како и на кој начин треба да се однесуваат, дали во приватниот, дали во општествениот живот, дали на позиција одредена во власта, кога ќе дојдат на власт, и продолжуваат да се спроведуваат, нели, оваа политичка доктрина, која што се покажува дека има многу голема, така да кажеме, не заснованост, значи не издржаност, а со тоа и се поставува под прашање низиното понатамошно, да кажеме, функционирање или прифатливост, па дури во политичката теорија. Значи, кога зборуваме за политичка наука, сето ова таа го третира, меѓутоа и тука, кога ќе се спротистави политичките науки на другите науки кои го уредуваат, нели, постоењето, функционирањето на човекот како индивидуа или целокупното општествено живење и државно уредување, тогаш гледаме дека постои некоја несовпадливост, постои некоја антагонизам, и јас би рекла дека постои еден дуализам или двоен аршин, така да кажеме, што потоа се пресликува и во понатамошните водење на тие политики со двојни аршини, кои што ги зголемуваат, ги мултиплицираат проблемите, наместо да ги решаваат. Па така, и во минатото, и сега имаме, значи, постојано, кога гледаме геополитичкиот простор или во светот, ги имаме постојано истите жаришта, невралгични точки на вакви прашања во кои што се пресекуваат многу димензии и многу аспекти и многу интереси и многу други влијанија кои што се отворени горливи прашања, и колку и да некој ги затвора, и со самото затворање тие продолжуваат да горат. И еве се доближувам сега до, нели, таа теза што имам и во насловот за вечерашната емисија, дека оската на македонството, нели, која е оска е една цврста линија околу која, нели, се движат други компоненти, собитија, фактори, меѓутоа оската секогаш останува таа непроменета, така и со македонството. Тие се обидуваат да го видоизменат, да ја пресечат и наместо, нели, да таа постои онаква каква што е и да биде начин на поврзување, можеби на еден суштински и вистински пријателски однос кон сите тие собитија или сите оние со кои што доаѓаме и се вкрстуваат нашите патишта, судбини, како македонски народ со другите народи и со другите држави, најнапред со соседите. Значи, со овие политички доктрини се прави таа оска некако да се избрише, да се уништи, па еве и на овој начин со вакви ништовни, непринципиелни политики, договори кои што се исклучуваат точно од политичарите, каде што правото и она, нели, за гарантираните правни норми кои што постои, нели, на планетата и како индивидуа и како правен субјект еве државите, не можат едноставно да се ги остваруваат и тука правосудните системи, значи, паѓаат на тој испит, иако има случаи кои што
се спротивно од сето ова, нели се имаат развршница, меѓутоа сепак си уште во Советот генерално во тој геополитички контекст владее таа стара, ние ја кажуваме парадигма, значи на старото време, која што е востановена, која што се уште ги уредува сите тие односи и на човековото општество, и на државното уредување, и на политичките системи, и на владењето, и на моќта, дистрибуирањето или окрупнувањето или поврзувањето на моќта, меѓутоа суштински таа не може да го уреди она што е важно за опстојот, за заштитата на идентитетот, на културата, на вредностите на еден народ кој што сега е под удар, податак, значи пред извршување и со преку вршење на геноцид врз него, и нема начин, на демократски начин, како да нема веќе начини во таа стара парадигма, на старото време, да го најде излезот. И се поставува прашањето, значи прашањата, проблематизирањето, токму и вечерва е тоа една заложба да биде и на самата емисија вечерва и понатаму, како да се проблематизираат овие нејасноти, значи злоупотреби, нешто што во науката можеби повеќе некој прогледува низ прсти или пушта по линија на помал отпор така да се движат работите, или под налетот, или под закана или удар на моќта, оние кои што се стручни, меѓутоа не се толку моќни да направат еден значаен отпор на овие не принципиелни политики и доктрини, тогаш значи се постава прашањето како ние понатаму да продолжиме и да можеме да одиме кон тоа, кон самата потреба која што имаме, но меѓутоа да оствариме во креирањето, во примената на нова, односно парадигма за новото време, па може во тој дел и да се за почеток, нели во тој природен период би била и нова политичка теорија. Таква една нова политичка или четврта политичка теорија има и познатиот филозоф Александар Дугин, меѓутоа тој сепак од филозофско-политички контекст сепак го третира тоа, меѓутоа ние одиме малку пошироко, значи нешто кое што е од есенцијално значење за нашето постоење, не само како македонци и Македонија, туку воопшто и на поединецот, со сето она што го сочинува, нели, неговиот живот или неговата што рефлектира на неговата смисла за живење и днината кон која тој се насочува, значи да го опфатиме пошироко и од аспект на сите оние и посебни науки кои што точно имаат една многу по-чиста научна мисла и визија за тоа како, например, човекот и се разбира и општествата и државите да продолжат да обстојуваат и начинот на кој треба да се развиваат
во времето што е пред нас, значи во иднината, меѓутоа од овие сегашни реални состојби и актуелни случувања, каде што е практично атакуван и поединецот, и народите, и човештвото, и државите, и тоа е од една таа стара парадигма која што поклонува, да кажеме, се заснова на нешто што веќе е недопустливо и неоправдано во однос на високите заложби, аспирации, високите вредности кои што човекот ги развива и во својот еден животен век, меѓутоа и во од колективен аспект и како народ и како цивилизација, наспроти она што е чисто еден гол материализам, еден духовен нихилизам, значи нешто што нема веќе простор за развивање во нагорна линија, каде што е достигнат лимитот и каде што веќе со тие ресурси или да не кажам изживеани, па и политички теории и политичка филозофија или доктрини, веќе нема живост, нема надеж за иднината. Не дава ништо за да може да се продолжи. Тоа е како да сите резерви, сите ресурси на нешто што е живо или на организмот, значи на органска целина, што представува и самиот свет, и човештвото, и човекот, или едно општество, веќе како да се потрошени и веќе нема од каде да се храни тој да живее. Значи тоа е една филозофска размисла, едно филозофско прашање на кое што и филозофијата, меѓутоа и сите дисциплини и посебни науки имаат и текако да дадат одговор и да се позанимаваат со таквата размисла, односно со такво едно друг начин или воспоставување на една нова и парадигма, меѓутоа и нова, ајде така да кажеме, идеологија или доктрина, каде што ќе се разрешува ова што ги создава и ги мултиплицира проблемите и кое што доколку не се спречува, доколку едноставно природно, значи на еден еволутивен, природен, може и револуционерен и радикален начин, меѓутоа сето тоа да биде како исчистено, нели, тоа затруено ткиво, метастазирано, за да може понатаму да се продолжи без да се биде во неизвестност од некои понатамошни продолжувања на тие штетни влијанија, на тие штетни метастазирани делови кои што не носат ништо добро, од кои што не може да произлезе ништо здраво. Ете, тука јас би завршила и би дала, може би, не знам колку можеше ова да биде еден потек или инспирација, за да го каже и својот став околу ова, може би и прашања да постави мојот вечерашен соговорник Алимпија Лазуровски. Дали се слушаме? Ако се слушаме, повелете, само вклучете го микрофонот. Се слушаме, јас ти се заблагодарам на нечето да пресигам. Да. Има ова објаснувањето на своето излагање. Јас ќе кажам нешто, но јас не сум навлезен толку во теоријата и во размислувањето да преголема разлика меѓу политичката филозофија и политиката која што во овој момент си живее. Многу е тешко да во денешно време ние, како ја се зборувам како
Албанија или во Грција, или во Бугарија, кога се расправило за ова, не е било баш многу на чисто. Но македонство, ова сега битката за убивање на македонизмот, што го прават овај источниот Жосеф, луѓето кои што го оживуваат Сан Стефано, кои што живеело, да речеме, само 3 месеци и големите сили се попишманиле и го уништиле тој договор. Мислам дека е тој негде 1876. Но после тоа и пред тоа се јавува тој Кресненското и Разлошкото востание. И тука таа состојба во тој момент кажувала и дошло до Берлинскиот конгрес македонското прашање на некој, но и таму го задушиле големите сили и она, што денеска многу небешко, некоректно и нечовечки го користат тој источните соседи бугарите, кои што го нафрлаат тоа, а фактички само тој договор траел, да речеме, 3 месеца и тоа е само Русија и помогнала на царска Русија да се оствари на некој начин и да се запише. Но тоа го отбиле другите сили и така останало. И сега многу така на душата ми паѓа тешко кога сите дискутираат, ние сме мал народ, ние сме без ресурси, ние сме ова, ние го немаме таа сила, го немаме државничкиот менталитет и она се тоа начини на кои го убиваат поимот за своето, за матрицата на, како да кажам, на меморијата на македонскиот народ, македонскиот простор. Сите во македонскиот простор не знаат што е држава, не знаат теориски, не знаат што е држава и какви се функциите на држава. Кога преска вие зборувате, ако овде бил суверен било, а не република, да речеме, тогаш суверенот ги презема сите права, околности и во име на сите, он подпишува и прави. Овде во една демократија, во еден хибриден, може би не само хибриден, еден никако прежив ние имаме. Нашиот режим, нашиот обштество, што го нарекува обштество за сите, а сите станавме за никаде. И на својот простор да не можеме да живееме. Мислам дека многу страшно исто се искористува тоа, дека ние сме на коминтерната, системно од коминтерната, од Тито и од она. Да, во тоа време силите биле на коминтерната. Кој денеска исто признава држави и она? Признаваат големите сили, односно победници. И во Втората светска војна се знае кој на која страна бил, кој какви договори се направи. Бугарија ништо од тоа не исполнила или така требало да биде во една скриена форма и она од Дечкиот договор и пред тоа. Или договорите што се правеле уште 44 година, кога молеле да влезат во нашите батальони за да си истерат маснокијата и самилото од своето лице. Мислам во таа смисла. И тоа не смее да се пренабрегне и историчарите и овие другите треба добро да анализат со тие 24 или 25.000 загинати борци, батальони кои што го ослободувале Марибор, кои што Загреб го ослободувале, кои што воделе битка после 9. мај, кои што веќе прогласила Германија и капитулација. И тоа кајнес некако не го остават на луѓето тоа. А се вратам на македонизмот околу Рашка, Дедо Малечевски, кој ја водел тоа сето, како е променето, како му донеле друг некој да го води, да го раководи восстанието и он сето многу е тешко на едни обични луѓе да ја пренесуваш таа парадигма што би рекол. Таа состојба, тоа време, тој простор, тешко на неки човек да се објасни. Обичен човек, кој што едва и чека да има за материјални можности да преживее. Го гледа неговиот спас
националната држава повеќе луѓето равноправноста и правичноста може да ја осеќа. Но суштината е во нешто друго. Кога е во прашање правината за нивниот човек, таму има темни аршини. Кога е прашање за другите, интересите се толку силни и она само за нивните го обезбедуваат тоа. Еден ден, може би, во една констелација сега, како што е Украина, и ова НАТО и ова, и битката меѓу либералната држава, светска, глобално село, и битката меѓу Кина, Русија и Индија за држави, национални држави. И сега доаѓаме во националните држави, овие сите на Балканот кои што се пред нас ослободени, и околноста била една тешка можда за македонскиот народ. Целокупниот тој како се ослободили 100 нешто години, 120, 130 пред нас, целокупниот шган на расипан свет е дојде тука што го предава својот народ, сите криси, сите расипани голоши, тоа што е во македонскиот простор и историјата во последниот дел на Турција, Румелија. И мислам дека и од тука има нешто многу е тешко да се определи зошто дошло до вака. Но најмногу е дојдено од нашите политички, да не речем недоплакани, неосознаени не само за материјалниот она. Ние, кога се осамостојувавме, кога некој си бадентер таму на правната комисија на Франција, уставен судија, како и денеска, јас Карик Фиче го знам за уставен судија и не знам кој таму, кој што никога ништо не зема, не е надлежен судот и она сето. И тоа е страшно, кој ќе навлезеш во тоа и колку на човек тоа му праве тежина. Но да се вратам се на националната држава. Националната држава, они се ослободили пред нас и направили национални држави. Се створиле услови и Македонија во еден простор и нашите, оние што биле учени луѓе во тоа време. Луѓе со подалечно гледање на перспективата, а и минатото, го спојувале и преродениците доаѓале до преработниците. И тие во тоа време виделе некои други работи. Ова јас не го измислувам, го прочитав од онај травеститот што не знам колку време бил Поповски и Владо, историчар. Кога бил во Анкара и во Истанбул и таму и тргуваше една така колумна во Нова Македонија во 10 и 15 и колку беа. И тој исто го вика, да речеме го гледа таму како изгледало тоа сето, видел тие тефтери на турците, многу работи може да се ископаат и да се извадат. Но на многу, кои што се лукративни или она демонски сили, кои што го земаат за тоа, луѓето кои што цревото и она да го наполнат, никаква духовност немаат, никакво достоинство, никаков морал, никаква емпатија. И она тешко е. И македонскиот народ е воспитуван во едно социјалистичко друштво, каде што светот го решаваше проблемот, ние сме со светот и тоа. А тоа не е така. Тоа е голема спротивност Богу. И ќе дојдам и до овие учениците и тука ќе позастана. Со Бугарија во денешно време и ова што се прави. И Германија пред 10 години сакала да направи заеднички удžбеник од битката меѓу Франција и Германија. Трае, може би еве со векови и не може да расправат историјата. И рече германците, нека да направиме ние едно седе заеднички удžбеник. Прва што го отврила тоа и смешно и дрво била Данска, а после тие другите таму, викиншки, северни и така натака. Кај нас тоа некако нашите учени луѓе не го сватија, не знам, дали се целопитањас и историјата е многу страшна. 5 души ако стрелале, бугарите викаат батальон. Е така заедничка историја и никаде во светот нема. Историјата е огледало на минатото, а сегашноста почива на минатото и да се види шибината. Тоа ја би го
затворено огледало треба светло. Ние никако да се пробудиме и да го видиме на светлото, какво ни е лицето и што треба да направим за шминката и за живота. Тешко е, но мислам и може би желата толкова ми е силна. И она мислам дека ние ќе се ослободиме, ние ќе го најдеме патот. Има многу, ги читам колумните на Каджијанев, на она сето. И ќе се вратам ова како последно ќе окажам. Кога требаше да се дае вето во Венеција, Нација и Македонија, не само што не го подпиша господинот Иванов, председател тогаш од Ливици договор, а они си го подпиша и го дотераа како се сака. Но имаше тука една друга игра, како што и кога пред да дојде папата, беше таму Путин, беше Ердоган и сите тие се договорија што кој интерес каков е. Папата не ги дава католиците околу она, Дунав, Сава, испод што се. Путин не ја дава Србија. Ердоган вика, ова се што остана од Румелија, барем го интерес ни е да биде во трговијата. Сега истото се врашам навака во тие односи, кај што Путин во тоа време нели еднаш кажа дека од писменоста е дојдена од Македонија и оно се. А после тоа Ципрас отиде кај него и пред договорот во Ливица, кој го забележал тоа, јас го правам. И отиде кај Путин и тогаш Путин рече, да, ние ќе се сложиме, ако се сложи македонецот и ние ќе се сложиме со неговиот избор. Тука го завршувам ова мислам дека доволно е. А може и уште нешто да се каже кога е во прашање денешно време, да не го поврзувам нашиот ковајаки и водач духовен и она за мантијата какви е па ја пак го оправдам. Сметам дека буганската мајка, црква или сестра не го даде своето, па и не е пат наш владика и главниот да греши. Едно време, кога денес го прави со Божја помош и Бог, за да се реши проблемот во Македонија, што може не е така и не треба да биде. Да не ги мештаме мантијата, секуларната држава и она сето, но што бараше и овој министерот на владата на еден црковен, на еден обред, кој што бил со традиција од многу години. И он сега, он таму бил, значи измешано е, испреплетено е ситото. Тешко може да се одвои што е само од политиката, што е само од црквата. Во таа смисла, ова како за денешно време, да зборувам од многу актуелно, многу е тешко. И за нескоро да се вратам назад да не доидов кога сменаме, но што да се кажам да не доидов. Кога одеве за Чаушеското востание и она сето 903, Едоидове ќе живеел во Пиринска Македонија. И во оние списи на Владо Поповски и на други некои се прочел дека им се смеел на тие што ќе го разчистуваат и ќе го решаваат и ќе го решат македонското прашање. Бидете здрави и живи сите, не само со надеж, него и со борба. Дека сум рекол вака, додека си суштество, сенката стално ќе те прати, но слободата ќе победа никој нема да ја врати. Благодарам. Да, благодарам многу на ова убаво беше надоврзување вашето излагање и многу убаво го поврзавте со она што се направи во парламентот, нели, каде што се гласаше всушност за ова геноцидно затварање на ова македонско прашање на нашиот наметнат проблем всушност кој што ни е. И го спомнавте точно, да, професорот Ферид Мухич, тој ми беше и професор и сега и вечер во аспект нели ги фаќаме од филозофија на политиката. Мислам дека тој во еден период од својот редовен нели професорски ангажман на филозофскиот факултет, дури и тој предмет го имаше, тој го предаваше. Меѓутоа, да, тоа што го направи професорот Ферид Мухич во парламентот, се го девалвираше, значи го симна од онаа висока позиција што имаше тој
како еден мислител, значи еден филозоф и професор по филозофија на нашиот факултет, односно Институт за филозофија, каде што всушност овие прашања, оваа проблематика е најподатна, значи е и стручна и во надлежност токму на овие врвни мислители или од сферата, од областа на филозофските науки или филозофијата, каде што и во овој контекст и филозофија на политика, кога велиме, значи и даваме една предност на филозофијата да ја обмислува сферата на политичкото делување и влијание, значи за самите основи или начинот на кој што политиката понатаму го уредува, односно докаде и доликува да го уредува севкупното живење, докаде треба, нели, понатаму да го припушти слободното уредување на човекот, на општеството, на граѓаните, на суверенот во сите области што се во сферата на сите негови интереси, права, потреби и така натаму, и вредности. Значи, со тој чин што го направи во парламентот, значи стави самиот си се, да не кажеме, самоуби, значи самиот го поништи сето она што го градел со својот филозофски, професорски, па и човечки интегритет, меѓутоа во сферата на политичкото тој го направи најгрозоморниот потек или чин, или нешто што е непримерено. Во таа смисла, значи, филозофија на политика или филозофија на религија, филозофија на право, тоа значи да ги преиспитува секогаш одново и одново и да ги дефинира и да ги обмислува основите на таа односна област или наука, во овој случај дали на политиката, дали на правото, дали на религија или на друга област. Значи, тука на тоа рамниште ете најврвните умови или авторитети во македонското општество можат од свој аспект, значи од својата област, дисциплина или научна, стручна област во која што тие го поминуваат целиот свој ангажман или животен век и со тоа влијаат во формирањето на тој вредностен систем во општеството во кое што живеат и творат, можат да дадат многу повеќе отколку со вакво голо учество или антиучество во политиката, да е за нешто, нели, кој што е издржано, кое што држи вода, што велат старите, тоа е во ред и на тој начин може секој на одредена позиција, ете и во политички контекст, меѓутоа доколку се држи за тие вистински здрави, цврсти темели и основи. Овдека веќе и не само кај нас во парламентот гледаме што се случува во другите држави, меѓутоа и на светско ниво, значи во самите парламенти и во влади што важат за демократски, значи демократијата веќе не функционира во тој суштински или можеби првичен или можеби посакуван, оптимален облик, односно димензионирање на своето, ете да кажам, постоење, за да може на демократски начин човекот да се избори за своите права. Овдека видовме, и тоа сакав да го поврзам со претходното што го зборував, значи во таа политичка доктрина и теорија или во политичката наука,
бидејќи некои прашања гледаме дека одат во решавање на некои прашања гледаме дека одат во ќорсокак. Значи не се издржани од никоја стручна област или стручна научна парадигма да ги почитуваат правилата, значи словото на науката на која што се однесуваат. Гледаме дека, значи, следниот чекор што се прави во овие демократски, би рекла квази-демократски системи или квази-демократи или квази-парламентарни демократи што постојат сега во многу држави во светот, се прави да се влегува понатаму во уставот, значи промени на уставот, промени на законите, она што не било влезено во законите и во уставот, е надвор од сферата на издржаното, на леги артис, на научното, основаното, оправданото и така натаму, тогаш тоа се вообликува во некој си предлог закон, во некоја концепција гледаме, во некоја нова, да кажеме, стратегија што си ја прават политичарите, и за да има покритие, за да има сила, за да биде, да можат лесно да ја спроведат и извршат, ја внесуваат да биде дел од закон, да биде дел од устав. Значи тоа се случуваше и од 95-та навам, меѓутоа со ранковниот договор, што беше едно многу потресно, кое што беше тектонско пореметување во нашето македонско општество и држава, беше, нели, со рамковниот договор веќе се направија првите промени во уставот, така подоцнежно и тој институт, како да го наречеме, не знам што е тоа, значи некоја нивна договорена непринципиелна форма, пржинската влада не беше уставна, за да после неколку години ја внесат во уставот, дали тоа беше 2019 година, не знам точно, стана уставна, значи категорија пржинската влада, за да сега после гледаме дека и така беше нефункционална, и така беше нелегитимна таа пржинска влада, меѓутоа сега гледаме дека некои од политичарите ја оспоруваат истата, а кога се внесуваше и пред да се внесе во уставот, кога седеа на масите, нели, кога одлучуваа, тогаш нема ништо да кажат против. Сега се види и тоа што народот, и еве јас се сметам за дел од него, и вие сте, што укажувавме и постојано дека таа е неуставна, дека пржинска влада не може да уредува нешто, нели, што треба на друг начин народот да си го уреди, и дека тоа е, нели, узурпација, злоупотреба на довербата на гласот на народот и така натаму. Значи сега тие и со најновите, еве гледаме и уставни измени што ги донесоа, се оди кон тоа на демократски, значи што е тоа квази демократски начин, сето она што е во тоа сивата зона, што е не е мала, туку еден дебел, не знам колку да го наречеме широк ѕид, сива зона помеѓу што е легално, што е нелегално, значи нешто што е неиздржано тотално, сака да помине на голема врата, да биде потврдено, изгласано од народот, значи врз основа на закон или устав кој што тие му го сменија. И сега, и најактуелно, еве сега би сакала и тоа да го поставам како прашање, бидејќи сразмерно со проблемот, еве и конкретно прашање во наше македонсково, на кој начин или политичарите го решаваат, и сега гледаме дека се
повикува и се спремаат, нели, опозиција или слични, нели, други парламентарна, вонпарламентарни опозициони, да бидат, нели, распишани нови, па и предвремени избори, дека за да освоиш власт, за да можеш да промениш нешто, или за да вратиш нешто што е украдено или прекршено, како што е со нашиве права, или тие да се поништат договори нелегитимни, ништовни, дека треба само на избори, нели, да се изборат луѓето, партиите, политичките субјекти, и кога ќе се изборат, тие понатаму, кога ќе бидат во власта во парламентот, ќе го направат тоа што треба. Меѓутоа, од друга страна, значи целиот овој демократски, политички, плурален систем, кој што на тој начин ги има регулирано сите овие материи, значи начинот на кој што, нели, владењето, поделбата на власта, таму убаво стои дека властите се независни, нели, судска, извршна, законодавна. Меѓутоа, самата независност не значи дека треба едната да и биде надредена на другата, или на едната да не е гајла што се случува во сферата на другата, или да не може нешто што се одлучи во судовите да се спроведе едноставно од извршната власт. Значи тоа потполно се изменува, значи не важат никакви тука правила, нема никаква поврзаност, нема никаква издржаност на таква една поставена демократска, нели, столбовите на демократијата, и сега во таква една поставеност, во таква една пракса, еве, политичка, што ние го искусуваме последиците врз нас, сега новите политички субјекти, кои што имаат навистина добри заложби програми, сметаат дека само со тоа што ќе се излезе на избори, ќе се убедат гласачите, народот, и дај Боже да ги добијат гласовите, ќе можат да ги направат тие промени. Меѓутоа, во науката, еве и од тој аспект, во таа една подлабока размисла, и филозофска, и од аспект на филозофија на политика, значи не станува збор за таква една промена, дека може на долг рок да обезбеди, да осигура нешто што мора да се уреди на друг начин. Значи, тие треба на поинаков начин да го својата визија, значи својата заложба на поинаков начин да ја организираат, за да може да се опфатат многу од овие горливи нерешливи прашања кои што не можат да се решат само со излегување, со некоја, каква и да е таа инвентивна или кампања различна, само со излегување на избори, добивање на гласови. Значи, ние како народ, како граѓани и суверени, затоа што секој си имаме наш суверен дел од ова наша земја, татковина и држава, и сме одговорни и можеме во тој дел многу повеќе, значи секој од својата позиција да направиме, одошто она што е сегашната и актуелна и современа и еве со одржана со децении еве оваа политичка теорија и пракса, во која што демократскиот начин на владење веќе има многу оние, како се вели, дупки, значи кои што не можат веќе да се санираат. Значи тоа е толку е девастирано тој начин на кој што политички само се обликува одредена политичко действување преку институциите на системот, особено преку извршната и законодавната власт, што не име гајле, значи, за повеќе и потаму од она кај што тие можат да се договараат
кај што тие, нели, на одреден начин ќе се спремат дали за одредена активност, дали за избори, дали за референдумиве, значи ве го спомнам и референдумот, во тој дел, значи препуштено е, префрлена е топката на народот. Дали на избори тој ќе да гласа, дали на референдум исто ќе излезе, значи негова ќе биде, во овој случај ние сме изгорени, повеќе ќе биде негова вината, отколку нешто што навистина треба, кај што тој го има последниот збор за да одлучува. Значи на тој начин целата демократија е киднапирана од суверенот, значи тој само е потребен како бројче, како нешто што можат да го злоупотребат, за да можат да го стават во она како тие ја практикуваат демократијата, што нема врска со суштината на демократијата. И затоа, не само ова прашање, туку многу прашања кои што сега не можат да дојдат на ред, затоа што ова е главен проблем, што потоа се рефлектира и на такво исто, нели, нерешавање на други прашања и проблеми во општеството и државата. Значи не може да ги уредат само доколку се постапува од политички аспект, со политички пријатен начин, и кој што не е во корелација, значи не е поврзан, не е во некое взаемно дејство, во некоја интеракција со издржано промислување и можеби создавање точно на нова парадигма или парадигма за новото време, ете и во сферата на демократијата, и во сферата на политичкото делување на моќта. Значи, едно е ова кога збориме за суштината, за вистината, без оглед, нели, за која област станува збор, периодот на кој што ние ги расветлуваме, ги размислуваме и нудиме одредени решенија кои што треба да бидат долгоречни, кои што треба да бидат издржани, да поминат низ ситото, значи на многу нивоа, за да може тоа навистина да биде нешто со кое што овој народ и ова држава и тие кои што, ете, сакаат да му помогнат, да го представуваат, нели, може да се гордеат. Ова што денес го имаме во пракса е далеку од тоа и еве тоа нека биде поводот, ете и од вечерашната емисија, нешто на кое што ние го поставуваме како еден проблем, односно прашање во насока да размислуваме, за да можеме да дојдеме до поинакви начини, природи, методи или решенија кои што навистина ќе бидат вистински решенија за проблемите со кои што се соочуваме. Тоа е, јас тука би сопрела со овој дел, еве веќе цел час помина, може тоа да го продолжиме и во следни наши, ете, на овој начин емисии во кои што може да отвориме некои други прашања и потребни укажувања или објаснувања околу некои проблематики или појави кои што не допираат непосредно и можете повторно доколку би сакале вие, Олимпија, ете и суште нешто па да привршуваме. Дали се слушаме, дали ме слушате? Доколку ме слушате, може ете веднаш да се приклучите, веднаш да се, да, сега мислам дека ме слушнате. Да, некојаш има така со технички... Ја ме слушам и не завршам
многу добро, него ефтен го припаѓам. Објаснување. Така, дали нешто за крај би сакалете во однос на самиот народ, на гледачите, да некоја порака или нешто околу кое што сметате дека треба сите ние да се насочиме? Јас во прашање мислам дека треба да се охрабрат сите и помалку да навлезат, а после, него одма ќе действуваме, во првите редови ќе видиме, па преку гласање ќе биде, но човек до човек како треба ќе одиме и да му кажеме вистината. Но кајде малку е проблемот и друг. Се бара избори од едната партија, но не че да го смена изборниот систем и она што се случува денеска, и тоа малку на некој начин кога ќе се сложат они консензус за тоа, а интересите се многу различни. Тоа е една работа, а ова макар го гледам ја после изборите, кај што ние со прстот работевме и тоа мислам дека многу работи се открија. Не дека ги изгубил гласачите СДС, овој и го задржал своето гласачко тело и она другото, него не можеа да ги помнат кутиите. И сега може би додека измислят нешто друго, да најдат некој друг начин само за да ги остварат своите желби и цели, ќе се позабави малку тоа, ќе се растегнува, ќе се прави, но мислам дека пак ќе биде. Народот на изборите на некој начин им кажа на овие локалните избори, но можда опозицијата охрабрена од резултатот, она и сега ќе победи веројатно. Ама некако како да се избрза, али во Кајнаш, во Македонија, се е можно. Не може, прогнозата може да ја даваш како се вари. Еве денеска го донесли случај. Ја мислам и она, и наредните која ќе имаме се самици така, може и да дискутираме од моменталната, од политичката дента, условите, па сознанијата и она што се прави во политиката по некој збор да се кажи, за да со тоа и ќе го објасниме ние тоа. Да речеме, гледайте, они на затворен состанок праќаат нека млада дама за по конзуларно представништво. А оној господин Алберт толку беше надарен, упорен, затоа одобри на владеачката гарнитура секаде по сите телевизии, тоа е два пати и повеќе, за да неговиот син стане голди. Неверојатно. А баш кај она другото, негде ќе имам прочитано дека и неговата жена преку меѓународните организации сица од Америка, и така натаму. Ќе дојде време, може би, ќе ослабни америчкиот и према неја како стратешки наш партнер, кој што Кобајаги само он таа година на Беринскиот конгрес не е бил толку заинтересиран и ќе учествувал веројатно од големите сили биле обично околу Европа. Јас мислам дека пак ќе биде. Голема желба изгледа имам, голема напредност врие во мене, мислам дека се пробу 9, се подпишаа нели 300, се подпишува, па се ги измеша лончињата и левите и десните тамо, офикали се поделбата толку она како каньонот е на непремости, толку е поделбата силна, не може да близко се тие бреговите, ама никако да се спојат. Од таа смисла до долу до нека. Офикали за ова, двете партии се како една река и кракот, два крака влегуваат во едно море. Или обратно, како така. Не во таа смисла, околу така тоа, мисел, повеќето овие начин исто мисленици, да го правиме тоа по некој така че лејне задача, што можеме да кажем да го објасни. Времето, просторот и ова што сега се прави. Сега се прави
доволно за сега. Вие како треба, така че... Да, благодарам многу и јас мислам дека е доволно за вечерва и ви посакувам се најубаво, добро здравје и во понатамошни и вакви и слични нели наши заеднички дружења и дискутирања, објаснувања на некои проблематики или продлабочена размисла околу истите, ќе продолжиме и тоа ќе не доведе до тие автентични и издржани решенија и начини на кои што може во нашиот контекст, кој што си има своји специфики, значи македонски, да си носиме издржани македонски нели одлуки со наш македонски начин кој што одговара на нашите потреби. И тогаш сигурно дека ќе можеме да го стопираме ова движење нели на злото во надолна нели во една прогресивна насока и со тоа и да почнат нови процеси кои што ќе бидат навистина произлезени од тоа здраво македонско народно ткиво и во овој случај да кажеме, односно да го потврдиме тоа дека во Македонија македонскиот народ е мнозинскиот, суверениот народ, државотворен и уставотворен. И покрај тие измени кои што нели се нелегитимни, со кои што не деградира од заедница, со кои што не направија нели ништо што и ни одзедоа од она што е придобивка наша, што е и факт и е вистина, да не отстапуваме и самите со собствени сили ќе успееме да се справиме и да поставиме здрави основи за нашиот обстој. Јас со ова би завршила вечерва и до следното ведување на сите ви посакувам добро здравје, успех во се, во она во кое што сте насочени или на заложбите кои што имате потреба да ги остварувате и се гледаме до тогаш со некои нови отварања или расветлувања на проблемите кои што треба ние самите да веќе успееме да ги разрешуваме и да си носиме одлуки за собствениот начин на живот, обстој и за се она што ни припаѓа како мнозински македонски државотворен, уставотворен народ. Ви посакувам пријатна вечер, пријатен викенд што престои и до следната недела. Се најубаво.